Ако те пронеде ова видео, знај дека тука има порака за тебе или пак за вас. Добро утро, драги мои. Јас се надевам дека сите сте добро и здраво и дека ќе останете во таква енергетска вредност. Денешнава порака ќе се однесува на дивна порака за ден 2.7.2026 година и ќе биде наменета за сите вас кои што ќе дојдете да послушате или пак ќе ве пронеде ова видео, ќе ви даде добар смер, ќе бидете во ваша енергетска вредност и знаете дека секогаш овдека и во секоја било порака наредна која што доаѓа од мојата страница или од мојот YouTube канал ќе биде наменета за секоја ваша енергија. Улогите секогаш можат да бидат заменети и да започнеме со денешното исчитување на оваа порака. Драги мои, денешнава порака ќе гласи: една убава и преубава вест ви доаѓа во ваша енергетска вредност. Драги мои, во минатиот период сте биле во енергија да сте се осеќале како во безизлезна ситуација помеѓу два света. Енергија каде што за некој од вас ќе значи дека не сте можеле да се одлучите на која страна да припаднете или пак каде да заминете, во каква енергетска вредност. Нешто секогаш ве влечело во долна енергетска вредност или пак нешто или пак некој ве влечел наназад. Оваа ситуација заминува, драги мои, за некој од вас. Ставате крај. Вие сте се избориле да влезете во една нова енергетска вредност, да бидете сами со себе, да сте работеле на себе и да бидете во една ултимативна енергија каде што и ова смрт, ова е картата, висока аркана смрт, каде што ја означува крај на некој циклус кој што долго време ве држел во незавидна ситуација, но и отпочнувате една нова транзициона енергија, каде што смртта, после смртта се раѓа нов циклус, нов живот, нова енергетска вредност за сите вас. Знајте дека ова енергија вие сте ја манифестирале. Нешто ново доаѓа во ваша манифестација, драги мои, а тоа ново што доаѓа и што за некој од вас манифестира, но за други пак од вас е во ваша нереална енергетска вредност. Знајте дека манифестациите се случуваат несвесно за некој од вас. Да знаете дека добар манифестатор сте или пак доколку не знаете да манифестирате, исролајте на мојата страница и на мојот YouTube канал и најдете ја моменталното случување на манифестациона енергија, како да манифестирате еден подобар живот за вас, да излезете од оваа незавидна ситуација, но за повеќето од вас гласи дека вие сте се избориле нешто, некој го напушта вашиот енергетски дел. Опростете се, затворете го старото поглавје и отпочнете еден нов циклусен енергетски дел каде што ваши манифестации, нереални или реални, ќе бидат наменети за енергија на романтична љубов која што доаѓа према вас, драги мои, енергија на убавина, внатрешна убавина и енергија на деликатна сила која што влегува во вашата енергија. Тоа ќе биде ултимативна љубовна енергија каде што ќе бидете приврзани, привлечени. Значи ќе привлекувате персони према вас кои што ќе бидат наменети за енергија да го запознаете својот иден партнер или пак да бидете наелектризирани, буквално направени во една енергетска вредност да вашето самопочит, вашата енергетска вредност блисне, драги мои. Еден дел се завршува, а друг дел отпочнува за вас, драги мои. Вашата манифестација се исполнува за некој од вас, а за други пак од вас треба допрва да
почнете да манифестирате, затоа што ве чека романтична љубов со партнер кој што сте негдека подпишале договор, душевен договор на ово земјино тло, или пак во енергија да сте подпишале во универзумот негдека договор каде што и вие враќате својата светлост и убавина во сами себе, својата енергизираност, ја враќате својата сила, но и привлекувате персони према вас кои што ќе бидат наменети за да исцелите, но и да бидете во енергетска вредност, да здрачите романтична енергија. Значи, розата е убавина на самопочитување, на енергизирање, ја означува женствената енергетска вредност, но можат и мажи во оваа енергија да се најдат, затоа што ова е една ултимативна енергетска вредност на само работа, само свесна работа, каде што и се давате сами себе 100% да го промените начилото на тоа што било вгорчено во ваша енергија, тоа што било наменето да бидете тажни, да бидете во енергија на деструктивност, да не знаете по кој пат сте оделе или пак по кој пат да одите. Оваа долна енергија веќе влегува во една нова циркуларна енергетска вредност, да бидете само свесни за вашата убавина, затоа што вие сте тој мастер манифестатор, но и вие сте креатор на сопствениот животен енергетски дел. Да повратите вашата самодоверба, но и да знаете дека добра иднина ве очекува, среќа во најскоро време, драги мои. Оваа порака се надевам дека ќе биде од големо значење за некој од вас кој што и интуитивно ја осеќате дека ќе дојде, но за голем дел од вас кој што ќе дојде кон оваа порака или пак ќе најде оваа порака, знаете само да земете смер, да знаете дека сте изделке од еден огромен темен циклус, но и започнувате, затварате врата на темен циклус, но и отпочнувате нов енергетски дел каде што е загарантирана среќа. Ангелите ви даваат смерница да применувате јога на чакрената енергетска вредност, значи на крунската и на визуализантната енергија. Значи, оваа енергетска вредност ќе се случи доколку работите на вашиот умствен енергетски дел, на ваша консюзност, на ваша визуализација, што сакате во вашиот живот, колку сакате да допринесете во вашиот живот и да знаете дека јогата е исцелителна енергија каде што и дава можност да напредувате во вашата среќна иднина, но и да привлечете персони кон вас кои што ќе бидат даровити, ќе бидат во енергија да ве почитуваат, да ја слават вашата убавина, внатрешна убавина, но и да бидете во една енергетска вредност на деликатна сила, каде што и секој што ќе се доближи до вас, секој што ќе го привлечете, или пак вашата енергетска вредност ќе го привлече, драги мои, ќе биде во енергија да ве доживее како јака персона која што има умствена, многу голема умствена можност, затоа што вие во наредниот период ќе се комплетно бидете фокусирани, значи комплетно фокусирани во јога, во вежба за вашата енергетска вредност, а тоа е крунската чакра и вашата шеста чакра, а тоа е третото око, каде што и многу добро ќе знаете да вашата интуитивност биде во најдобар можен ред, драги мои. Јас се надевам дека оваа порака ќе стигне до секој од вас кој што најмногу му е потребна. Имајте убав и благословен ден. Се гледаме во наредна порака. Поздрав!